Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. И добар ден овде екипа, поздрав, епизода 5. Во ова епизода или видео лекција, како сакате наречете ја, ќе зборуваме за разликата помеѓу smart money и retail трейдери. Што всушност ни представува таа разлика? Повеќето луѓе, односно трейдери, во трейдингот губат не затоа што немаат добри стратегии или добро разработени сетапи, него бидејќи тргуваат како ритейл трейдери, односно големите институции, банките, хедж фондовите и маркет мейкери, тие се всушност оние кои ја движат цената. Тие всушност знаат каде ли ритейл трейдерите ги ставаат своите стоп лосови, breakout orders и всушност каде оставаат ликвидити. Токму тие места големите сили ги користат за да ги активираат нивните позиции. Кои се smart money? Ова може да го запишуваме. Smart money ни представуваат smart money ни представува банки, институционални фондови и маркет мейкери. Што е всушност нивната цел? Нивната цел е јасна. Тие имаат за цел да соберат ликвидност. Зошто всушност сакаат да ја соберат ликвидноста? Бидејќи тие тргуваат со огромни позиции, не можат туку така само да влезат во маркетот, како што објаснив претходно. Затоа целта е да соберат ликвидност и да добијат гориво на нивните позиции. Односно, да има експанзија и сила во истата позиција кој ќе се уклучат smart money. Затоа тие секогаш ја носат цената до ликвидити, ги активираат нивните стоп лосови на ритейл трейдерите и потоа ја движат цената во вистинската насока. Ова се нарекува liquidity grab. Кои се ритейл трейдери? Може да се запишувате. Retail traders се всушност, но нажалост, али истинито, тука спаѓаме и ние. Индивидуални трейдери, мали акаунти и луѓе што користат класични технички анализи. Најчесто ритейл целта им е да тргуваат целта им е на ритейл трейдерите да тргуваат breakout, support и resistance, и трендлайн. Проблемот не е баш едноставен, туку проблемот е што 99% од луѓето ги гледаат истите нивоа и токму таму стои ликвидноста. Зошто?
Бидејќи како што објаснивме, еве, може уште еднаш практично, имаме движење на цената, breakout. Breakout, pullback, buy. Но, што прави smart money? Trap, buy. Stop lossот го собра на тие што влегле одма на свеќата од breakoutот, ја туркаат цената испод ликвидити и ја пукаат во правилна насока. Тоа е еден практичен пример. После викат вака. Доколку имаме ритейл трейдери, значи треба да имаме и ритейл стапица или ритейл трап. Ритейл трап всушност ни представува цената како да сака да направи breakout, но тоа е само лажно движење. Или може да го запишете како breakout, fake out. Зошто? Секогаш кога имаме retail trap, имаме liquidity. Бидејќи после тој liquidity smart money се активира за да искористи таа ликвидност, односно ги собира стоповите, влегува во позиција и прави реверсал. Односно ја движи цената во обратна насока. Ова ви значува ритейл трап. Како smart money прави трап? Да речеме, имаме движење на маркетот. И наеднаш се случува equal highs. На equal highs вака само секунда. Equal highs имаме обид за breakout, fake out, па buy. Значи цената излегува, се враќа назад, собира ликвидити, па продолжува во вистинската насока. Ова ви е една класична стопица што доста често ќе ја среќавате на маркетот. Истото значи и за обратно, кога имаме double bottom или еднакви дна. Како да избегнеме ритейл трап? Никогаш не треба да влегуваме на оваа свеќа.
кога ќе добиеме breakout, ова ни означува breakout. Вака. Секогаш треба да почекаме да се случи liquidity grab, односно трап на претходниот левел или на претходното дно, во случајов да добиеме на помал чарт кој би го гледале ова, би имале движење на цената, добиваме liquidity grab, па добиваме еден обид, втор обид, market shift structure, pullback до тука, па испалување. Ова да не го видиме, не треба да влегуваме во позиција. Нашиот entry би бил негде на овој левел. Единствено вака може да избегнеме ритейл стапица за да не паднеме во стапицата на Smart Money да не биде собран нашиот стоп лос. Ако сите трейдери во некој си случај, да речеме, овде гледаат некаква си поддршка, а овде гледаат некако си отпор, немој никогаш да го гледаш и истото, бидејќи на двете тие нивоа постои ликвидност. Секогаш маркетот прво собира ликвидност, па се движи таму каде што треба да оди. Така да, ова вие се примери како да избегнете ритейл трап. Секогаш мора да чекаме конфирмација. Зошто? Доколку движењето се случува, да речем имаме даун тренд, цената влегла во претходниот breakout, имаме double bottom и повисок врв. Ова може само да е трап на ова ниво, цената да продолжи повторно вамо, но доколку не го пробие последното дно, чекаме втор тест и конфирмација со market shift structure. На овој pullback ние влегуваме во buy. Ова е еден пример каде што нема да бидете фатени во стапица и добивате правилниот сетап за движење на цената во незината правилна насока. Одиме понатака. Ако сакаш да бидеш професионален трейдер, мора да престанеш да размислуваш како ритейл. Немој да го следиш брейкаутот, пошто брейкаутот некогаш знае да биде и фейкаут, како што објаснивме. Секогаш гледај да ја пронајдеш ликвидноста на маркетот, бидејќи Smart Money секогаш оди таму каде што се стоповите на ритейл трейдерите. Кога ќе научиме да ја препознаваме овие стапици, што ги спомнавме, маркетот почнува се повеќе да има смисла. Да речеме, многу трейдери мислат дека маркетот се движи случајно. Но, вистината е дека цената се движи таму каде што има ликвидност. Ликвидност и само ликвидност. Големите институции, како што испомнавме банки и хедж фондови, не можат да си купат или да продадат огромна количина без да имат доволно контранарачки. Затоа секогаш напаѓаат страната да ги соберат ликвидностите на маркетот, да напумпаат гориво и да продолжат во правилната насока. Заклучок. Најголемата разлика
помеѓу успешните трейдери и повеќето ритейл трейдери е начинот на кој го гледаат маркетот. Ритейл трейдерите гледаат линии и брейкаути, смарт мани гледа само ликвидност. Маркетот скоро секогаш оди таму каде што се наоѓаат стоповите. Никогаш не оди случајно да се движи, секогаш ги напаѓа зоните со ликвидност. Кога ќе го разбереш ова, ќе почнеш да гледаш како маркетот работи за тебе. Најчести грешки кои ги прави ритейл. Како што спомнавме, влегување на брейкаут, стоп лос на очигледни места, тргување без ликвидност анализа. Ако сакате видите професионалци, мора да престанете да бркате цената на маркетот. Секој пат чекајте liquidity grab или liquidity sweep, кој ќе се деси тоа, барајте го вашиот сетап. Маркетот нема да ви прости и никогаш не простува. Затоа внимавајте како ќе се однесувате према него. Ако ви симува случајно да влезете во брейкаут и маркетот веднаш да се сврти против вас, пишете брейкаут во коментар на ова видео, ќе биде разјаснето во наредната лекција. До тоа ве поздравувам, имајте убав викенд.